Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Градовите се создаваат, се шират, доживуваат сјај, пропаѓаат, а на нивно место се градат нови градови. Ова е Досие Скопје, 7-ма епизода, посветена на еден таков град. Во 1962 година се случија два настани кои во светски размери ќе влијаат врз историјата на Homo sapiensот. Првиот е излегувањето на Please Please Me, првиот LP албум на момчињата од Ливерпул, познати како Битлси. Вториот настан е ноемвриската поплава во Скопје, која по Ноевата барка е најголемиот символ на човечката борба со природата. Шестдесетите години се години на светски страв. Во Берлин се гради Берлинскиот зид, на Куба избива нуклеарна криза, во Далас извршен атентат на Кенеди, а во Скопје се случи земјотрес. Како што знаеме денес, Берлин е обединет, на Куба не падна атомски бомби, американците онака си избраа нов председател, а Скопје никогаш не се опорави. Вчера во Москва е парафирана спогодбата за забрана на атомските проби помеѓу Советскиот сојуз, Соединетите американски држави и Велика Британија. Утре во Пула ќе биде отворен 10-тиот јубиларен филмски фестивал. Во Домот на културата Кочо Расин гостува бугарскиот државен циркус Софија. Почеток во 20 часот. Денеска беше најтоплиот ден годинава. Плажите на Вардар беа преполни со капачи, но и со рој комарци, за што треба да им заблагодариме на службениците од Хигиенскиот завод, кои веројатно се имуни на касање од овие инсекти. Програмата за 26 јули. Започнуваме во 5 часот со музика од Плочи. Ќе слушате мелодијата на Шарл Азнавур, Vivre avec toi. Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес,
што утринава на 26. јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Список на идентификовани пострадали граѓани од земјотресот во Скопје. Ковач Бранко Повлака Банев. Ковач Станица, стара 14 години, од улица 8 ударна бригада, број 16. Велков инженер Светислав, стар 27 години, Југобанка. Ѓурковиќ Бранко Гордана, стара на 3 години, улица Ѓуро Ѓаковиќ, број 27. Киро студент, од улица Народен фронт, број 47. Железничка станица, мртви извадени 13, хотел Македонија, мртви 70, Карпуш 2, зграда 13, 195 мртви. Председателот на Републиката Јосип Броз Тито му ја упати на председателот на Народното собрание на Социјалистичка Република Македонија Видое Смилевски следнава телеграма. Длабоко ме потресе веста за тешката трагедија што поради катастрофалниот земјотрес го снајде Скопје и целата Социјалистичка Република Македонија. Заедно со сите народи на Југославија, ја споделувам жалоста со семејствата чии членови ги загубија животите во оваа голема несреќа. Заедно со сите народи на Југославија, ќе настоиме да ја ублажиме несреќата што ја снајде вашата република. Јакимовска Марионка, Јакимовски Љупчо и Јакимовски Митко. Сите од улица 11 октомври, број 79. Дочовски Ламбе Ѓорги. Дочовска Николова Вида. Дочовски Ѓорги Ристо и Дочовска Ѓорги Зерица. Почна у 5:17 минути, почна да удира. Децата и жената беа, онако, брзо ги разбудив и сева додека ги извадивме надвор, на скалите падна оджак. И ја кога станав некако, кога гледам земјотрес. И влегов у собичето, станите бе деца, и кога станав ја, веќе народот иде навака, бега. И взимам лево, искачам на площад, довоѓам, авион брчи над мене и еве си и земјотрес. Ја на площад се наоѓам и гледам како официрски дом паѓа, како ова, како оно, и што да правам сега, кај да водам? Едно време се варе стомак од револуција, стомак од трчам право туалет. И у тој момент се случува земјотрес. Али прво што сети дека ме плисна казанчето вода. Ние сме долниот кат и над мене викам се, што му текнало на панче да ме сипуе со вода? Ја бев у железничка станица. Додека издегов ја од железничка од западната страна, веќе ранети и мртви се носева. Кога рипна оној народ, кога запалива коли, кога почнава да вадат, ја не сум паметен. Па не пројда 10 минути, се слушна приказка железничка станица падна. Па се слушна приказка площад официрски се разрушено. Само видов од железничка дека официрски е паднат. Видов хотел Скопје паднат. Каршијето кај зграда падната и више нема време да гледам. И јас се укочив. Станав и викам, па ако е тоа срушено за мене, тоа беа монументални згради, тоа беше нешто што беше најјако градено во тоа време. И јас се скочанив, викам, мајко моја, ако сега ово се срушило, значи од Скопје, ама баш нема ништо. Пуно имаше, оставил, забравил нешто, ајде, диде да земе, веле, случај имаше кај дрвен му, жена му вика, абе, све седовме, вика, чантата забрави, вика, кога онда иде да земе чанта, па земјотрес, го утепуе у соба горе и остануе. И жена му вика, бре, човекот ми отиде за чантата моја, вика, со двете деца. Останал. Ете, това е. 63 година ја не бев у Скопје. Бев на летување Петровац на море.
И тамо на радио слушаме дека у Скопје има земјотрес. И беше објавено преку радио дека Скопје драматично. Оста спикерот дека Скопје повеќе не постои. Додовме на старата автобуска станица до Камениот мост. Видовме банката срушена. Скопје падна, Бристол остана само. Офицерски, Народна банка, учителска школа многу се распука. И отидов ја дома и не најдов ни еден човек дома. Понекогаш и среќа мојата куќа не беше срушена. Но сликата беше одвратна. Грозно. И не сакам да причам баш. Еден бакне песни рои, еден поглед безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти, нова надеж срце греј, штом ке стаиш очи две, твојот поглед мој е плен, штом го плени, љуби ме ти. Нема тајни во ова мала среќа, да те љубам, зар да не се, и да постои ова мила нежна надеж, за еден твој мал срамежлив бакнеж, еден бакнеж песни рои, еден поглед безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Скопје е на насловните страници на весниците, во ударните термини на телевизиските вести, во центарот на вниманието на светската јавност. Што тогаш мислеше и зборуваше за нас меѓународната заедница? За денешната епизода ќе наведам неколку цитати од изјавите на светските авторитети кои се однесуваат на скопската трагедија. Италијанскиот писател Алберто Моравија апелира: Скопје не смее да остане само репортажа од првите страници, туку и обврска на сите нас, сите луѓе кои денес утре, по сличноста на некоја нова катастрофа, можат да станат скопјани. Жан-Пол Сартер запиша: Скопје не е филм, Скопје не е трилер, во кој го насетуваме главниот настан. Скопје е концентрат на човековата борба со природата, но и резултат што инспирира на неприфаќање на поразот. Јас го познавам тој народ. Тие се прекрасни луѓе, толку витални по своите претензии и толку успешни во својот диалог со иднината. И за нив, и за нас. Скопје значи трагедија, зашто во вакви моменти камбаните бијат за секого. Мртвите ќе останат мртви, но Скопје од катаклизмата ќе создаде уште една своја слава. Славниот италијански режисер Федерико Фелини изјави: Скопје. Чувствувам дека немам право да бидам весел, додека илјадници луѓе прогнозираат години на тага. Но не е секогаш доволно да се сочувствува. Треба да се умее да се биде тажен, треба да се умее да се сакаат невино настраданите, но така што во очите да не им се појавуваат солзи, туку прекрасен, среќен грч на отпорот. Јосип Броз Тито на 27 јули на Скопјани им порача: Скопје доживеа невидена катастрофа.
но Скопје повторно ќе го изградиме. Со помошта на целата наша заедница. Тоа ќе стане гордост и символ на југословенската и светската солидарност. Таква солидарност во светот нит била, нит ќе биде. Цел свет дојде во Скопје. Цел свет. Имаше и зошто. Благодареше на политиката, може би што ја водеше Тито тогаш. Веројатно тоа беше политика. Таа Титова Југославија, зашто што беше на средиште измеѓу исток и запад, се такмичеа кој како да дојде да помогне. Американците ги правеа хангарите тогаш. Во мојот поток ден денес тој спомена со тие хангари лимени. Американците најавија помоќ, русите дојдоа тука, французи дојдоа, не знам од кој фели народ се не дојде и од кој се помош не дојде. Па почна да се санираат прво куќите кои беа послабо, тие обележени беа со зелено, со жолто и со црвено. Прво сите тие што беа склон упада, ги бутнава власта. И ред ја беше така, оти и ти, и ја, и таткоте, и татко ми да ќе си ја закарпам, ова нема опасност, а уствари може да се појави поново земјотрес, па да отидат. Тие со црвено не даваа да се градат. А овие што беа со плаво и со жолто даваа да се санираат. Имаше живот, комшиски живот, комшиите беа многу блиски. Тој дедо ми, шуревците, браќата, незини, тоа, дојдова овде. Секој гледаше на секој да помогне, да им ублажи во тој момент губитокот и на луѓе и губитокот на материјално што стекнато во животот. Ја им викав одма, прво стајте едно тенџере, едно котле граф ќе јадеш. Посен, без зејтин, без ништо. Прво стајте готова. Као сега памтам бе. Слогата беше најголемото нешто што постоеше. Немаше никаква замерка, мене ми се чини од тој момент луѓе што не биле скарани. Сите караници, сите тие кај ги беа престанати, него секој, да секој го помагаше. Ја командуев тога, викам стајте и после доаѓа овде, пријатели, тоа, може, седи, спи, отвори си чадор, што ќе правиш, прави. Незаборавни моменти имаше во тој земјотрес. Како да се човек не се сети на концертот на Есма Реджепова на урнатините на офицерскиот дом. Радио Скопје на средните вални во должина од 370, запирка 8 метри. Емитуваме вести. На отвореното небо на Скопје од вчера се свеќаваат авиони од сите нации на светот, што идат во помош на тешко настраданиот град. Покрај авионите и хеликоптерите на Југословенското воено воздухопловство, кои носат болнички материјал и ги пренесуваат тешко ранетите, на Скопскиот аеродром деноноќно атерираат авиони од сите земји со крвна плазма, лекови и хируршки екипи.
Во сите краишта од нашата земја, по селата и градовите, како и насекаде по светот, покрената е и непрекинато трае жива акција за несебична помош на граѓаните на Скопје. Меѓу првите своите лични прилози за постраданите ги дадоа председателот на Француската република генералот Шарл де Гол и папата Павле VI. Председателот Кенеди им издаде налог на американските единици стационирани во Западна Германија веднаш да тргнат за Скопје. Председателот на Министерскиот совет на Советскиот сојуз, другарот Никита Крушчов, испрати во Скопје специјална војно-инженериска единица. Овде, во разурнатото Скопје, вчера се најдоа на иста работа и задача советски и американски војни единици. Тоа е нивно прво среќавање по историската средба на реката Елба кон крајот на Втората светска војна. Помош исто така испратија организациите на Меѓународниот црвен крст, Кинескиот црвен крст, Турскиот црвен полумесец, како и грчката и албанската влада. Бугарски авиони, советски илјушини, американски боензи, транспорти од Италија, Чехословачка, Норвешка, Западна и Источна Германија, Данска, француски и шведски авиони, авиони од Индија, Мароко, Полска, белгиски авиони, транспортни авиони од Велика Британија, Гана и Бурма, потоа железнички и автотранспорти од нашата земја, Австрија, Романија, Унгарија, помош од сите земји од 5 континенти постојано пристига во Скопје. Скопје денеска представува изразит пример на братството и единството на југословенските народи. Силна манифестација на благородната солидарност и хуманизам меѓу сите народи на светот. Ségonnet, est-ce que vous avez encore quelques déclarations à faire? Oui, c'est une fierté humaine d'arracher un enfant ou un homme des griffes de la mort. Merci, Monsieur Gonnet. You asked me? Yes. I met with the Russian army at Kumanova. There I knew Nikola. He doesn't know English, and I don't know Russian. Внимание, внимание! Се известуваат жителите од нашата населба дека војниците од Југословенската народна армија донесоа вода со цистерни. Утринава околу 10 часот пристигна во Скопје нов контингент од 3000 војници на Југословенската народна армија. Амбасадорот на Соединетите американски држави, господин Џорџ Кенан, заедно со својата сопруга и синот, меѓу првите даде крв за нашите ранети. Во болниците на градот Рим и натаму пристигаат граѓани за да дадат крв за нашите ранети во земјотресот. Денеска другарот Лазар Колишевски прими група од 18 стручњаци од Велика Британија, Холандија и Јапонија, кои допатуваа во Скопје за да изработат детален елаборат за скопското трусно подрачје. За утре се очекува слабо наоблачување. Во Скопје и околината слаб дош. Се наоѓаме пред споменикот на жртвите од Скопскиот земјотрес. Ова е рубрика во која обично зборуваме за оние скопјани кои веќе ги нема. Овој пат ќе молчиме. Сликите што следуваат се посилни од зборовите.
Да, Овде имаме се. Стави напор. Скопје се буди. На улицама Крушено града дарас су примијетени први знаци живота. Го пронаѓа Лакич комбинира со Ковачевски, меѓутоа Ковачевски дава предотпор, така што не успеа да стата токот и таа излегува во гол аут. Играта се пренесува на полето на загребските сини. Од лабината домашниот хаос Поповски го пронаѓа на левата страна Ковачевски. Оваа средба, драги слушатели, имаше невообичаен почеток. Оба тима, заедно со гледачите, со едноминутно молчење им одадоа почит на жртвите на Скопската катастрофа. Адолф Лопес Матеос, председател на Соединетите држави на Мексико, и Јосип Броз Тито, председател на Социјалистичка Федеративна република Југославија, владата и народот на Мексико ја изградија оваа населба, популарно наречена Тафталиќа. Управник архитект Педро Рамирес Васкес, раководител Педро Алварадо Кастанјон и соработник архитект Франциско Васкес Падиња. Јуни 1964 година. На времето во Тафталиќа се правеа најболите журки, така наречени тафталиќански фиести. Летно време, кога е изгор вруќиња, луѓе да спијат во бавчи и подладовина и тоа ти се викаат тафталиќанска сиеста. Бараките со тек на време се доизградија и станаа тафталиќански хациенди. Ноќно време се иде во кафе бар Змија на по една тафталиќанска текила. Па ќе се степаат копилјаци од Тафталиќа 1 и од Тафталиќа 2. Тоа ти се вика тафталиќанска корида. Со еден збор, во Тафталиќа се живее истоку Мексико, а сега знаеме зашто е тоа така. ¿Qué hacer? Yo no la sé. Ya no quiero más cariño que me rompa el corazón. Ya me voy, yo ya me voy a tirar por ahí mi vida o entregarle mi alma al diablo para fundirme de una vez. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Скопјани се луѓе кои по природа се сеирџи. Знаат да и се насмеат на тагата и да ја презираат опасноста. Веднаш по земјотресот, на улиците на Скопје се враќа стариот скопски дух. Скопската трагедија мора да ја отстапи место на скопската волја за живот. Влегуваат во мода долгите коси, фармерките, по скопските игранки продира рок музиката, а по скопските гаражи и подруми срамежливо започнуваат со свирки и скопските бендови. Токму земјотресот е еден граничник, како што и предходно, веројатно, од некои други епохи, си некои војни или така натаму. Пред земјотресот и по земјотресот е граничник на, јас би сакал да го кажам, како од касаба во еден тргнување кон помодерен град. Тоа време
рок-н-ролот, твистот, почна веќе на голема врата да влегуваат во Скопје. На голема врата. Првите промотори на таа музика, кажам, беа, ќе ги направам по име. Ламбе, Коце, Чивчи, Армен, Длака, кој формира оркестарот Безимени, Бисери и Безимени, па Бизбес после, кој се спојува. Сада музика беше на Стоунс и на Битлс и на Цепелин не може го свири никој, тоа заради тоа што многу претежно го свири. Вака Битлс и Стоунс им беа најлесни да ги фатат до некаде. И у тоа време се формираат тие Бизбес и Безимени, што ја знам. Тоа. Али меѓутоа, и ја тие нивни игранки не ги фатив. Мада сум носил инструменти, али не ја пуштала да влагам, па сум копи. Бизбес, 65-та некаде, 64-та, 65-та, 66-та година. Во населба Пролет, во Дом на култура. Во најскромни услови, никогаш нема помалку од 800 до 1000 луѓе, а свира со многу скромна опрема. Правеа гитари од талпи. Немаше гитара, кружи гитара, него од талпа ќе земеш талпа, па ќе земеш талпа ќе исичеш, па ќе ставиш штимо и ќе купиш у музички магазин и магнетче едно и пробуваш дома, пробувате на Никола Тесла радио. Го уклучиш као грамафон. Магнетот ќе ја купи одовде, па ќе оди каменен мост, ќе ги најде жиците, па ќе ја направи гитарата, ќе ја склепа, ќе ја делкаат, ќе ја прават да личи како онаа што ја виделе некаде. А за овие за дурове за полиња ставаш лимој. За можеш тамо никогаш не може да убедиш тим, нема теорија да убедиш тим, заради тоа што ги коваш по копија некоја друга гитара. Вика одека Санти Миполит, ковај шајката одека, тоа ковај тука. Али не е битно, важно, постоеше некој ентузијазам за електрична музика. Па во тоа време телевизија почна веќе. Немаме наша италијанска телевизија, гледаме, почнува телевизија да се купува, тоа беше доживување кој има телевизор, гости секој ден, се знае. Секој столче, пошто не може столчиња за сите, во дома ќе се донесе столче, па ќе седнеш да гледаш телевизија на чардак или у дворче да е телевизорот, подлозите и така. Имаш периодот на преслушување на Радио Луксембург во ноќните сати, слушање на програмата, слушање на оно што се случува во светот. Сите оние популарни групи кои во еден момент излетуваат во орбита и оној повратен ефект кога за да бидеме модерни, за да ја фатиме новата култура, да ја фатиме приклучокот на светот, се јавуваат група на млади луѓе кои реагираат сосема нормално. Тоа сакав да кажам. Едноставно само ги слушаат ноќта и следниот ден благодарение на собствената умешност на оно што го знаат, умеат, знаеш, као музичка подкованост одредена, они прават исти хитови со текст македонски. Голема работа. Ова е една исклучително интересна плоча. Ова е првата македонска рок плоча. Се заљубив едно моме во која што и во изведба на групата Безимени. Безимени се дел од историјата на македонската популарна музика. Безимени без беа две неделиви нешта. Како што беа, да кажеме, во тоа време поделеноста за Црвена звезда и Партизан. Сега, како ги свириле, тоа е друго прашање. И затоа оваа плоча, иако можеби нема некакво значење во македонската поп и рок музика, е од историско значење, бидејќи една од првите која е носеч на звук на која што е сместена песна, која е отпеана на македонски јазик. Дал да плачам или да пеам, твојот вик не ми кажува, не знам дали твојот насмех еднаш ке мор. Со тебе ли средба имам, срце не ми налега, од тој мерак што го носам, душа гори Плачам или да пеам, твојот вик не ми кажува,
Јас сега имам еден джемпер кој има полурол крагна, би рекле оние кои повеќе познаваат мода. Во средните училишта, во гимназија Јосиф Брз во која што учев, знам дека беше забрането да се носи ролка, особено ако е црна боја, затоа што тоа го правеа Битлз. Фризура. Немаше. Професорите, одреден број професори има кибличе во джепот. И ако пушне косата, може да се кибличе, да ќе му измери косата. А поголемо од кибличето. На час, ајде, на шишење. И у школа не пушта да иде со дугачки коса. Тогаш ја не сум апсен на таа страна, меѓутоа тогаш другари мои се апсени од Корзо, доаѓа рација кој има дугачка коса, у коме се стават, идеш во полициска станица, маказите те прават као овца. Кр и си дома. Сега полицајци. Имаше полицајци кои оставија испак свој белек, например, во Битпазар. Беше мртви. Така наречен мртви пензија сега. Го вика мртви, зашто тепаше на мртво. Неволно гледа постарава генерација. Уопште Имаш периодот на обележување. Да, беше точно. Беа тие прокажани. Не се тогаш и не постоеше таков терминот не постоеше. Да, повеќе бит се користеше тоа време. Битници. Да. Ама тоа беше увезен. Иначе дома се користеше овие се шизици, овие се прокажани. Дури некои насилно беа шишани. Тогаш еве кошливи не со дугачки рака крагни. Што? Кошливите уз тело, фармеки уз нога и после се пуштија тие брукселици, чизми со штекли токави напред, што се актуелни. Меѓутоа, во тоа време, тие полиција тоа ги тепа. Ова е Панорама. Ова е еден од многуте стрипови објавувани во поранешна Југославија. И ова е можеби златно време на издаваштвото, стрипи издаваштвото. Годината 1967 некако се поклопува со на Дилајла на Том Джонс. Тоа е време кога неверојатно за денешни времења се бега од голем час, на голем одмор, се бега од училиште, за да се стигне на големиот одмор да се види дали дошла на четврток новата Панорама. Затоа што ако задоцни, може да ја нема на трафик. Значи мора навреме да се избега од час со милион оправдувања за да се купи Панорама или Џелокс. Се наоѓаме на просторот каде што беше стариот хангар во кој беа прочитани првите телевизиски вести на македонски јазик. Покасно беа изградени овие студија во кои се емитуваше најпрвин 15-минутниот ТВ дневник, а потоа и полчасовниот ТВ дневник, емисии кои што и денеска постојат. Телевизија Скопје од телевизиска станица Скопје прерасна во национална телевизиска станица и се вика Македонска телевизија. Телевизиски куќи во Скопје има уште десетина, како што ви е познато, драги гледачи. За досие Скопје од Долно Нерези, Бранка Станковска. Јас сум релативно млад во таа возраст, меѓутоа дугачко памтам. Шемата градска Скопска беше на времето нека од која ја памтам, тоа е нека 67-8 година. Почна да се прават тие клупчиња. И прво клупче званично кое беше кај што имаше дисџокеј, тоа беше Понина на Гавро клупчето, кај што веќе имаше се наплаќаа некои влезници што ја знам. Во доцните 62-та половина на 60-те години во работнички дом доле постои дискотека која ја води легендарниот скопски македонски диџокеј Михаил Бошковски Мице. Тој е првиот македонски диџокеј кој најверојатно морал да се бори против многу убедувања, предубедување и разубедување на средината околу себе во која што живеел, за да едноставно презентира музика која ги иритирала повозрастните.
А Кермес беше посебна приказка за Скопје. Кермес беше дел од Скопје. Тоа е толку врежено во осеќавањето на сите. Почнувајќи од недела Сабајле, кога сите скопјани, грото скопјани излегува во паркот со децата за ходите да прошетат низ паркот и ако може да се најде место, да крива пиво да се испие, да се кебапчини да се земат. Цело Скопје беше и на кермес. Најдобрата музика беше на кермес. Најпосетно место беше кермес. Луѓе кидат намерно после пладне у паѓи да прошета, за вечерта да си седнат на музика на кермес. Така се организиравме ние душата во Скопје, да секој ден по еден ќе одеше да фати место у кермес. И не околу 4 сат, 5 сат поручек, летно време, ќе видите у кермес, празен кермес, али на секоја маса по еден седи. Седи по еден и чува масата, затоа ќе да душата вечер. Овој крш зад мене некогаш се викал Кермес, најин местото за искачање во Скопје. Кермес е еден од нашите најстари објекти, изграден уште во времето на Отоманската империја и тогаш бил градски ресторан. Пред војната во него се собирале скопските фудбалери, а по земјотресот станува зборно место на преживеаните скопјани. Во Кермес се свирале најдобрите живи свирки, се одело на пиво, постарите наминувале денски на скара, а навечер по околниве клупи се мувале млади парови. Прашите си ги мајките, татковците, можеби токму овде се сретнале и се заљубиле. Денес Кермес, како што го гледаме, отмено трули господски се распаѓа. Ние од осија Скопје нема да прашуваме кој е крив, а кој прав. Бараме Кермес да ни се врати и повторно да биде место на градската шема, за да можеме на раа да се искачаме до касно навечер и да си пуштаме гласно музика, затоа што овде помеѓу градскиот стадион и Зоолошката градина никому нема да сметаме. И сега да повториме. Што сакаме ние? Кермес да се врати! Османага, Кермес да се врати! Османага, Кермес да се врати! Јала, 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 Османага! Јала, 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 Османага! Османа, Османа, Османага! Кебапче. Кебапчето е еден од најстарите скопски феномени. Ние скопјани конзумираме кебапчиње уште од времето на рана ренесанса, тако звана Чинквеченто, а неговата употреба нарочито се интензивира со појавата на угостителски објекти за изработка и пласман на кебапчиња, тако наречени кебапджилници. Кебапджилници има низ многу градови по светот, као например, што ти ја знам, Сараево, Истанбул, Минкен, Дортмунд, Мортмунд, на така навака, на Рајна, на Мајна, со таа круцијална разлика, што они кебапчето го викаат кебап. А ние у Скопје, пошто Скопје е еден мал град, си го викаме у деминутив, онака нагавено. Кебапче. Кебапчето у множина се изговара кебапчиња, за разлика од другите именки, што имаат и еднина и множина, кебапчето се сервира исклучиво у множина, као, например, 5 со кромит, 10 со пиво, 15 за син ми што положил матура, 30 за лепо друштво на маса број 2 и слично. Консумирањето кебапчиња е значајно за друштвениот живот и соживот у овој град, пошто оно ги обединuje граѓаните од различна верска, политичка и национална припадност. Кога радикално спротивставени индивидуи ќе се сретнат на кебапчиња, муката ги обединува. А под мука подразбираме разни пропратни појави, као, например, мирис на кромит, стомачни киселини, а најважно од се е ждригањето. Преку ждригот, они наоѓаат заеднички јазик и сваќаат дека пред законите на оваа земја и пред кебапчињата на овој град, сите луѓе се еднакви. Имаше фризерница, денешна што е продавница на тутун во центарот во Рисичева палата. Тука беше фризерница хигиена. И тука се постави првиот апарат за кондоми. И еден ден доаѓа една жена
Там се врти непријатно, јас еден друга седам таму во бараката и до едно време вика се извинам, дали имате рис? А кондомите се вика рис, пошто ги произведеше из Загреб. И јас ја гледам, викам, има. Може на пакување? И јас онака шерески пешам, а кој број ви треба? И она застана жената овака, па, како кој број? Господи, тоа знаете бројот кој е, јас ќе ви дадам, меѓутоа, ако бидат мали назад, не може да ги вратам, или ако бидат големи, што ќе правам, јас сам. Па вика, не знам, па кажете ми од прилика, викам, јас ќе ви кажам кој број е. И жената се усреде цела, вика, знаете така, добре, еве овој број барам таму, јас, овој број, викам, земете го. И тоа беше смејање, и ден денес кој друго разумење, тоа беше, да се смееме за тоа. На што не учи оваа епизода? Од историските читанки дознаваме за Атлантида која потонала, за Александрија која изгорела, за Рим кој го разурнале варварите. Всушност, целата светска историја е полна со градови кои постоеле па исчезнале. Скопје, како што видовме денес, постоело, исчезнало, па на првата кривина се пишманило и пак продолжило да си живее. Не дека се правиме многу паметни, ама град кој за 1500 години доживеал 3 земјотреса, 5-6 поплави, неколку катастрофални пожари и десетина војни, и уште имал живци сето тоа да го истрпи и да го преживее, па таков град на вистина заслужува почит. Значи, да се договориме. Да си скопјанец, тоа не е податок за лична карта, тоа не е биографска информација, тоа не е место на раѓање и живење, тоа не е точна адреса. Да си скопјанец, тоа е комплимент. Mlado što praviš najskapao se, večno ke ja